Од неговиот живот ја избојуваме 1891 година, кога Гоце се запишал на Воената академија во Софија, како питомец тајно ги посетувал социјалистичките кружоци и ширел напредна литература, зашто бил и исклучен од академијата. Во 1894 година Делчев станал учител во Штип, каде што се запознал со Даме Груев, еден од основоположниците на ТМРО. Како резултат на блиското пријателство што се изродило меѓу двајцата, Делчев во 1895 година и се придружил на Организацијата за набргу да стане и нејзин водач. Една година подоцна во Солун се одржал конгресот на македонските и одринските револуционерни сили, на кој присуствувал и Делчев. Тој заедно со Георче Петров биле ополномоштени да изработат устав и правилник за работа. На тој начин бил создаден уставот на тајната македонско-одринска револуционерна организација. Во јануари 1898 година бил востановен Четнички институт, а за начелник на сите чети во Македонија бил назначен токму Гоце Делчев. За време на честите обиколки низ Македонија, Делчев работел на создавање организациона мрежа со здрави и цврсти бази, како и комитети и комитски чети на организацијата. Целта на тие активности на Гоце Делчев била автономија или целосно ослободување на Македонија и Одринско од османлиското робство и создавање независна македонска држава. На редовното советување во декември 1902 година, Гоце заедно со Даме Груев, Јане Сандански и други челни луѓе на ТМОРО решаваат да не се дигне фронтално востание во Македонија, туку да се води партизанско војување против османлиите.